Пријатели, добар ден уште еднаш од мене. Името ми е Јосиф Дамјанов и ова е прва рубрика во која што ќе имате можност за почеток секоја среда. Се надевам дека според фреквенцијата на прашања кои што ќе поставувате ќе успееме да ја донесеме можеби во секоја утринска нателма и во сите од деновите во кои што се емитува и прикажува. Прашањата на кои што јас можам да ви давам одговори, може да ги поставувате на хаштагот #AskJosif, може да ги поставувате на телефонските броеви живо да се јавите можеби во емисија, можете да ги поставувате на сите канали на социјалните медиуми кај што сум јас активен, имате можност на екранот да видите кои се моите профили. Како и да е, за денеска имаме две прашања на кои што ќе дадам одговор. И двете се од девојки, мои инстаграм пријатели, така да првото прашање ни доаѓа од Викторија Димова, која што сака да дознае кои се начините, односно што допринесува до зголемување на масните наслаги околу стомакот. И ова не е прво прашање кој што го имам одговарано на социјалните мрежи и на каналите на кои што до сега сум го промовирал хаштагот и на каналите на кои што сум зборувал за теми поврзани со начин на живот, здрав и активен живот практично. И ова прашање јас повеќе би го поставил што придонесува за да човек не создава масни наслаги, затоа што телото не препознава масни наслаги околу стомак или масни наслаги околу бутини. Телото исклучиво препознава масни наслаги. Она што диктира каде тие масни наслаги најмногу ќе се создаваат, Викторија, е твојата генетика. И повеќето од луѓето јас сметам дека поради нашата човечка упорност, фармацевската индустрија еден ден ќе измисли апче кое што можеби нема да ги создава тие масти, но во секој случај до тогаш ќе мора да се запрашуваме што нема да придонесе за дебелење и за создавање на масти, а не да се запрашуваме што ќе не ослабе и да бараме начини и магични стапчиња и апчиња кои што ќе ни придонесат да ослабнеме. Така да по ова прашање исклучиво јас би бил едноставен и би ти дал одговор дека две работи придонесуваат за зголемување на масните наслаги не само околу стомакот, туку општо во целото тело, а тоа е или премногу калории неквалитетни кои што не ги потрошуваш во текот на денот, или па можеби страф да не се создадат калории, па многу луѓе придонесуваат за премала достава на калории, гладуваат, прават диети и не внесуваат ни половина од тоа што нивното тело бара. И во двата случаеви се креираат масни наслаги, а тоа дали се околу стомакот, околу бутини, дали распоредени низ целото тело, тоа е веќе прашање на генетика, така да тука би бил одговорот на тоа твое прашање. А второто прашање ни доаѓа од Емилија Митревска, која што ме праша колку се важни растителните влакна во процесот на создавање на мускулна маса и качување на килажа. И нејзината логика е дека растителните влакна највеќе ги има во интегрални производи, во житарки, во тестенини и така натаму. И тие интегрални тестенини биле промовирани во исхрана за слабење и како е можно да бидат промовирани и во исхрана за дебелење. Но Емилија, јас одма би ти кажал дека растителните влакна не се потребни само за да ти постигнеш одредена цел поврзана со изгледот. Значи растителните влакна се потребни и од исклучителна важност во секојдневието за дигестивно здравје, за кардиоваскуларно здравје и не треба да се запрашуваш дали ти се потребни и дали се поврзани. Можеби не се поврзани директно со тоа да ти внесуваш растителни влакна и при тоа ќе покачиш мускулна маса и килажа, но во секој случај се поврзани со тоа дека растителните влакна во најголем број ги има кај сложените јаглехидрати, односно производите кои што имаат понизок гликемиски индекс и сложени јаглехидрати, и во превод тоа значи дека да, потребни се, затоа што по друга страна интегралните производи и сложените јаглехидрати се еден одржлив и убав извор на енергија кој што и како потребен за качување на мускулна маса. Така да не се прашувај дали се важни растителните влакна при зголемување на мускулна маса, значи нема во случај на слабење се важни, во случај на качување на мускулна маса се неважни. Важни се и во двата случаеви, важни се да ги имаш секојдневно, важно е да запазуваш таа грамажа на растителни влакна, бидејќи е од исклучителна важност да ја имаме во исхраната. Така да, девојки, фала ви и на двете што ми ги поставивте овие прашања и секого од вас го охрабрувам да со своите себични потреби да му одговорам на некои прашања, да придонесеме да создадеме една интересна
полесна, убава и здрава заедница и да помогнеме на што повеќе луѓе да преку вашите прашања ги допреме со одговорите кои што тука ги даваме. Фала ви уште еднаш за вниманието и сега ве оставам во рацете на Гоце и во остатокот од утринска нателна.